конечно и втор дел од соло патувањето. Моментално сум во Скопје. Имам неколку локации да прошетам и се гледам од локациите. Во близина сум на калето. Нема никој. Се гледа стадионот од тука. Баш преако. Инако 90% од луѓето овде се туристи. Буквално слушам на секакви јазици да зборат се освен македонски. Додуше технички јас сум турист. Cause like се шетам вака. Ама интересно. Поубаво што го замислува. Колку е преако, колку голем дел од градот се гледа. Преубаво. Иначе влезот беше бесплатен, што искрено тоа беше супер. Што поевтино тоа поарно штеди. Штедењето е супер. Ете и малце поубаво место за снимање. Тамани за пониските да може да видат. Овде има некој споменик. Еве нагоре како е. Ке свртам цел круг од околу. Најдов еднако извидница место овде има. Јао. Прејако. Сега ќе изгребам и мапата. Еве и сликичката од Скопското кале. Ова сигурно е од птичи поглед. Интересно сликич. Гледам телескоп. Да видиме од таму погледа каков е. Не ми изгледа баш најбезбедно да се качам тука. Малце авантуристички од моја страна. Низ камењава ќе пробам да не се отепам, за да влезам на средината и неќам да се враќам од онде пак цел круг да вртам. Се гледаме ако преживеам. Цел лавиринт поминав. За малце ќе се излизгав, ама да, се надевам нема некој крвеж да ми се закачи или да ми се има закачено. Иначе, се друго на страна. Не беше толку тешко. Искрено мене овде ми е преако. Онака живеела во кале, во замок. Много ми е мистико, вака со дрвцата, со старите градби. И вака на рандом патчиња кај што не многу луѓе има тој ден. И интересно. Не знам кај одам. Ништо чудно во некоја коприва да се закачам. Ама многу ми е естетично. Така некој вајбс. Друго интересно местенце со некој рандом столпчиња. Само што слегов од автобус, сега пробам да најдам патот до Скупи. Што одма ќе кажам дека е жално што е така оставено на милост и немилост. Внатре сум во градот, ама не е заштитено, нема некој знак, нема нешто.
да ти каже што е, како е, има ѓубре и нема ни луѓе. Покрај патот гробници и саркофази лесно можат да се видат, ама нормално со ограда се. Се од другата страна ќе пробам да го најдам влезот. Влезот вратата беше турната, затворена и не знам, не беше со катанец, ама беше затворена и се не знам јас дали смеам да видам тука. Има само еден вработен онде трските ги гледа, а друго нема нешто посебно и така да не знам како да се ориентирам, сеќам го да не треба да сум тука. Работното време тоа е, ти треба да е отворено според работното време денес, дури до кај 2 сата, ама ете, нема баш некој ќе видам како е шо е. Еве ги одвнатре некои од спомениците, поточно претпоставам надгробните плочи. И тоа е, штета што не е некако подобро зачувано, не е оградено. Во однос на Хераклеја што очигледно се грижат овде не толку и тоа е искрено тажно. Иначе, ако сакате да посетите местото, Google Maps нема да ве однеси точно кај што треба. Иако да, локалитетот е Скупи, ама ако одите кај што пише Скупи, ќе излезете само од задната страна кај што е амфитеатарот и нема да влезете внатре во самиот град. Зато треба поинаку да напишете. Влезете кај колонија Флавија Скопиорум. Таму треба да од таму се влегва, а не од Скупи кај што пише на Maps. Сега останува само уште да ја изгребам мапата, нема баш кај да седнам да се потпам, ама така некако од стајачки ќе изгребам, да видиме какво е знакчето. Еве го и Скупи, изгребено, прошетано и исто и тоа е од птичја перспектива. Ете го и амфитеатарот од долниот дел од градот. Еве и Венера заробена внатре. Иначе овде многу лесно се стигнало. Буквално до тука иде 20 кецот. Одма наспроти постојката и онад блиско и влезот од самиот антички град. Значи, се што треба да направите да се качите во 20 кец и да слезете кај старскиот дом Злокуќани и одма сте наспроти Скупи. Еве, одма само што ќе слезете од постојка, го гледате и Скупи, само од онде, од таа страна е влезот. Излегов од автобус и патот до аквадуктот не е баш наидеален. Буквално е насред нигде, околу мене само ѓубре, една река и се имам некои кутички, малце е студено, малце е магловито. Ете го се гледа од далекото. Инаку буквално овде си е со штали, слушам коњи, кокошки имаше. Буквално около селце, вака мирно личи. Еве стигнав и кај фамозниот аквадукт. Убаво личи, доста голема градба, само штета што буквално не е ни заштитено, има многу ѓубре и очигледно
Пополека дури може ќе се уништи, цело со графити, оштетен. А онда на крајот е стариот дел и од таму може дури да се качи, да се пешачи вака нагоре. Ама јас не би го правила тоа. Здраво, сега јас си се вратив дома, не ќев таму директ кај аквадуктот да ја гребам мапата, имаше кучиња, во близина беа бараки од арама и си реков, Ана Марија, ти не треба да ја гребиш таму мапата, дојди си побрзо дома. И да ви кажам, беше хаотично да си дојдам. Ајде, најдов постојка, гледам на Maps, тој автобус ќе ме однеси кај што треба. Ама ја фатив точната бројка на автобус, ама од грешната страна на улицата. И наместо да одам некај центаро на градот, за малце ќе завршев во Радишани и врати сучи, ајде некако пешки одев, па најдов точна постојка овај пат, ама пак автобуси не идеа, се скапав чекање, ниеден автобус не помина и ништо, си фатив пато пешки. Верно, после тоа најдов уште една постојка кој што идеа повеќе автобуси, баш тие што ми требаја. И така фатив автобус, ама друг да стигнам кај што треба, ќе се изгубев, не знам. Немаше да се вратам за малце. Па и попат прегладна бев, сакав да... Па видов еден кам, си реков, леле, шубо кам, ќе одам од пекарата да земам нешто. Испадна дека нема пекара баш во тој кам. После леле, врати се таму, шо да јадам. А те изгладнете, не мислев дека толку ќе се задржам со автобусите. Буквално 90% од времето ми беше тоа што не можев да се снајдам кој што треба. Со автобусите од чекање од ова до она. Но добро, барем стигнав. Еве, го изгребав и сега да ви го покажам. Еве го и Скопски аквадукт. Ено, вредеше за ова сличето. Чим сум жива и здрава, ја имам следната локација. И плюс имам интересна приказна за раскажување. Така да, фала ви што го гледавте ова видео. Малце хаотично, со секакви згоди и незгоди. Се гледаме во следно видео, се надевам ви се бендиса, ако ви се бендиса, клајте лайк, субскрайб и се гледаме наредно. Јас одам се стварно да се најадам од тие грицките, од кам не ме најадоја, морам се да јадам и малце да одморам. Хајде, чао!